Уште еден успех на учениците од Средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица. Овој пат се вратија со повеќе награди и голем успех на регионално и државно ниво. Струмичките гимназијалци ги освоија првите места на регионалните хорски оркестарски смотри, а со тоа зема и право на учество на државните смотри кои годинава ќе се одржат во Кавадарци. Во сабота на 23 април во Струмица се одржа регионалните хорски и оркестарски смотри, во кои што учествуваа сите основни училишта од Струмица и од регионов и средни училишта, кои што само ние се представивме, бидејќи немаше представници од другите средни училишта. На овие хорски и оркестарски регионални смотри ги освоивме првите места и се здобивме со право на учество на државните хорски надпревари во Кавадарци, кои што ќе се одржат на 6 и на 7 мај оваа година. Средношколците од оваа училиште беа учесници и на надпреварот по програмирање во Битола. И оттаму се вратија со голем успех. Оваа година за прв пат во Битола се одржа надпревар по програмирање. Нашето училиште учествуваше со 4 тима и сите беа успешно пласирани и представени. А највисоко место освои тимот од Александар Ивановски и Дедејски Васил, кој што го освои високото второ место помеѓу многу силна конкуренција со изработка на многу добра веб страница, која што можеби во иднина ќе се најде на порталите и ќе ни помогне како побрзо, лесно, ефикасно да купуваме. Значи, они измислија некој нов код што се уште го нема на пазарот. Покрај наградата, значи за прв пат, еве може да се пофалиме, сите учесници па и менторот беа наградени со таблети. Средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица се закити и со награди од државниот надпревар по македонски јазик и литература. Наредната година оваа училиште ќе биде домаќин на надпреварот. Овој пат учествувавме на 28-миот надпревар државен по македонски јазик и литература. Претходно на 16 март во Радовиш беа одржани регионални надпревари на кои ученикот Трајче Трајков го освои второто место и овој пат во Велес во средното училиште гимназијата Кочо Рацин се надпреваруваа најдобрите победници во своите региони и со високи поени над 85 и го освои првото место, што беше голема радост и бидејќи оваа награда е посебна за сите нас и за мене како ментор кој што работам 27 години, бидејќи е награда која што тешко се освојува, од причина што одиме на 4 години, се надпреварува само еден ученик и тоа на материјал од прва година, селектиран од втора и од трета. Така што радоста е голема и за мене како ментор, и за моите колеги, и за директорката и голем успех за нашето училиште. Ова е уште еден доказ дека кај нас постојат голем број талентирани ученици од различни области, кои своите знаења и способности ги пренесуваат не само во државата, туку и надвор од неа.